Ало, що правиш, мамо? Како си? Почекай малце ще се слушаме после. Украле пак креда од кај секретарката. Пак ќе не викнат кај педагогот? Изгледа. А кој украл креди? Не знам, не ми текнува. Изгледа пак ќе не викат нас останок. Зошто? Некој пак украл цел пакет креди. Леле! И тоа замисли се од кај секретарката и не знам дали го фатиле на камера. Не знам. Ова е чудо невидено, еве Не три знам, мене пакет. Давид и Јован ми кажа. Знаете ли што бе? Абе пак украле креди. Наистина? Да. Кој е? Не знам. Леле, значи повторно ќе не викаат, нели? Па изгледа. Леле, ако не викаат пак, јас веќе не идам. Не можам пак да иззовам деца. Пријави се. Ама што ако не викнат, тогаш што ќе правиш? Не знам, ќе се снајдам. Биле за едни креди. Но не разбирам, тие деца ако од сега почнале да ги крадат кредите или нешто друго што ги прават кога ќе пораснат? Абе, сега не е убаво да се краде, ама пак и кредите не се нешто скапи. Навистина. Океј, ајде да одиме да не задуцеме на состанокот. Да. Знаете што? Ја мислам дека Александар тој последен пат го украде моливот. Да, и јас така мислам дека е. Луѓе, не е он. Не мора да мислиме дека ако украде молив, не мора да украде и креда. А не украл креда, украл цел пакет креди. Добре, тајде сега да се договориме, ќе кажеме во советот или не? Не треба да кажеме во кого се сомневаме. Добро, ама не еден, три пакета украде. Луѓе, дајте да се договориме. Смирете се, слушајте. Кога ќе влезе педагогот, не мора да сите да издавате. Не мора да кривиме некој, може тој не е виновен. Добро, ама кој може да украде толку пакети креди? Тоа не е возможно. Зошто во цела година да крадат по 5 пакети? До сега многу пакети имаат украдено. Ама од кај знаете дека тој е виновен? Ама тој мене исто ми има украдено моливи. Па моливите не се ништо. Да, ама пак краде. Мене ми украде 3 гуми, ама добро и тие се купени со карини, се со вода купени. Ај дај тоа што ти кажеш. Право се. Е колку ќе не една гума, 5 динари? Не знам, мајка ми ги. Ама некои губи се различни, некои се од Ова е сега не треба да краде. Да. А добро, од каде знаете дека е Александар? Има поставена камера во училиштето за да знаме дека е Александар? Има, ама не работат. Абе, ало, откај знаете дека не работат? Лично ни дава за обезбедувањето како гледа на камера. Кога? А што е важно кога е краде? Луѓе, да нема некој мастика меѓу. Маре, па каква мастика гледаш дека има грена за училиште? Дајте, ајде сега мастики, камери, увек, ајде да се вратиме на темата. Добро, која е
вашиот предлог, вие сте најголеми. Ајде кажете, што да правиме? Да не кривиме некој, не знаеме сега дека е виновен. Да, додека немаме докази да не кривиме. А кој нив им дава за право да даваат предлог? И што ако се поголеме? Сава дека ми е скаран и сега се ке биде напротив мене. А на кого му е скарана? А ти мора си да знаеш? Пат само прашав. Леле. Извини, што не се скараме со нив. Ајде, ще ти се пуштија. Скарани бевме. Ми беше најдобра другарка, ама сега лично. А зашто се скаравте? Зашто секогаш се прави дека е најпаметна. Мислиш, директорка? Така нешто. Лично е тоа некој кога се прави најважен. Не. Да. Абе, луѓе! Не е важно кој се кого е скаран, имиот предлог е тоа. Што? И па тогаш останете со нас. Ако Леле, чекај! Не. Среќен пат. Леле, што направивте? Само изнервиравте сама. Сега имаме или немаме? Што ќе кажеле на наставничката? Имаме ли предлог или не? Абе, дечки, сега кога ќе дојде педагогот, треба да кажеме све, значи да бидеме искрени, да не лажеме. Па добро, тој беше мојот предлог. Чекај да. Тишина е педагогот. Тешко нас. Дали знаете зашто сме собрани тука сега? Кредите. Кредите. Да, зарем вие не знаете. Јас се викнав за да се договориме за екскурзијата. Трудневна екскурзија. Екскурзија! Екскурзија! Екскурзија, џаби се каравме. Да, стварно. Ова беше на вистина стварно голема смешка.